Океј, 6 и 2 минути, 3 минути. Мислам дека полека ви може да даваме интро, нели за сите што ќе влезат нема да испуштат ништо. Прво добро вечер на сите. Еве има уште луѓе што влегуваат. Здраво на сите, добре дојдовте. Јас сум Вилијам од Brainster. Добре дојдовте на вебинарот кои UX алатки треба да ги знам. Овој вебинар ќе го одржува Мартин. Мартин е инструктор на Академијата за UX дизајн во Brainster, така да бакала исклучете нотификации и пишувајте забелешки бидејќи стварно ќе има доста јаки работи денес. Исто во текот на целиот вебинар слободно пишувајте ги сите прашања, сите работи кои што ве интересираат на оваа тема. Јас ќе му ги прочитам на Мартин, исто ќе му ги испратам доколку се подолги. И нели Мартин ќе ви ги одговори дали ако имаме некоја пауза во текот на самиот вебинар или на крај по завршувањето на вебинарот ќе имаме посебна Q&A сесија за тоа. Така да Мартин, сцената е твоја. Повели. Фала. Здраво на сите. Пред се, фала што ме представи колегата. Јас сум Мартин Теновски, во главно инструктор и ментор на Академијата за UX UI дизајн, воедно и арт директор и собственик на Atlas Solutions. Денеска, како што веќе знаете, нели ќе разговараме за UX UI алатки, односно нели темата ни е кои UX UI алатки треба да ги знам. Агендата изгледа вака, значи ќе разговараме прво на почетокот околу еволуцијата на UX UI дизајн алатките, накратко некоја историја околу истите. Потоа ќе преминеме на една од главните работи кои што треба да ги научиме денеска, тоа е нели како да ја одбереме најдобрата алатка и ќе направиме една компарација помеѓу топ 5 алатки кои што се користат во оваа професија и на самиот крај нели ќе имаме една отворена дискусија, односно прашања и одговори или Q&A. Ви благодарам што дојдовте во доста добра бројка. Се надевам дека ќе биде интересно и може да започнеме. Значи, еволуција на UX UI дизајн алатките. Многу добро знаеме дека кога ќе се спомне дизајн, како најдобри софтвери или алатки се оние на Adobe. Значи, Adobe Systems или Adobe Creative е гигантот во оваа индустрија. Меѓутоа, пред Adobe да стане тоа што е денес, јас знам некои од нив, меѓутоа, нели, млад сум, така да неам користено некои од алатките кои што сега ќе ги спомнеме. Меѓутоа, верувам дека има доста голем број од вас кои што или се професионалци или едноставно имале можност да користат некои од алатките кои што се користеле во 90-тите, 2000-та и нели некои од поновите. Во главно пред Adobe главни играчи биле или Bea, Aldus, Altsys, Macromedia, Quark и Xerox. Накратко ќе поминеме, мислам дека некои 3-4 софтвери, нели, кои што се претходници на денешниве алатки кои што ги користиме, односно нели современите алатки. Како прв го одбрав PageMaker на Aldus Corporation. Тоа е алатка која што е претходник на Illustrator. Или Illustrator е инспириран од оваа алатка. На сликава гледате дека горе нели пишува Adobe PageMaker. Тоа да не ве буни, секоја од алаткиве што ќе ги спомнеме, вклучувајќи ја и оваа, веќе ги држи нели Adobe, затоа што најдобриот начин нели да се победи конкуренцијата е да се купи истата. Оваа алатка, како што реков, е во големо сродство со Illustrator и вака изгледала негде раните 90-ти години. Денеска нели го имам Illustrator кој што изгледа вака, многу по-модерно и многу по-интуитивно за да се снајдеме нели кога ќе работиме на истиот. Потоа Macromedia и Dreamweaver. Станува збор за софтвер или алатка која што
не само се користи за дизајн, туку и ја користат програмерите, односно нели developers. Ова е една од својот вид и затоа и ден денес постои, и ден денес се користи и се што е променето е нејзиниот изглед. Значи, вака изгледа денес, буквално достапна е нели да се симне. Ова е доста битна алатка, нели затоа што тука буквално ги спојува програмерите и дизајнерите да работат нели на еден ист проект, кое што е една од многу добрите одлики на денешниве софтвери кои што нели ги користиме. Исто така Quark, кој што го направија софтверот Quark Express, односно Express. Quark Express представува софтвер кој што можеби по своите функционалности не толку, меѓутоа по неговиот изглед, односно интерфејс, ги постави законите на тоа како треба да изгледа еден денешен идеален софтвер или алатка. Значи каде да бидат нели поставени алатките, нивните позиции, големината, layers панелот, page layout и така натаму овие rulers кои што ги гледаме. Исто така станува збор за софтвер кој што е гигант, односно во 90-тите години буквално држал 95% од пазарот, односно имал удел од него. Ова е слика од интерфејсот на една од алатките за кои што ќе разговараме денес. Ова конкретно е Adobe XD. Зошто е тука ставена? Затоа што нели ви кажав, овој Quark Express е софтвер кој што неговиот интерфејс е стварно премногу добар и гледате дека има многу големи сличности, иако изгледа дека ова е многу по-simple или по-упростена верзија, сепак има многу и повеќе од доволно сличности со Quark Express. И како последно нешто што е многу битно и во развојот на алатките кои што ги користиме нели за UX UI дизајн, исто толку е битно и за самата наша професија, тоа е Xerox и GUI. GUI накратко значи Graphical User Interface или графички кориснички интерфејс. Што значи тоа? Ние како UX UI дизајнери или вие како нели има некои од вас кои што моментално сте професионалци, меѓутоа верувам има доста голем број од вас кои што утре ден нели би се бавеле со оваа професија. Битно е да разбереме дека нели што треба да ги представиме работите што е можно повизуелно. Без овој GUI ние ќе немавме представа за тоа денес. Ова е буквално од времето на раните почетоци на Apple. Значи Стив Џобс бил инспириран баш од ова. Пред GUI, односно Graphical User Interface, постоеше нешто што се вика CUI. Тоа значи дека, нели, ако тука пишува маркап, имаме некое иконче, нели, како со некој лист хартија напишано нешто на него. Williams, некое човече, рекордер, нели, као некоја касета. Претходно ќе пишуваше само рекордер, само Williams, само маркап и не знам што, AA77. Со помош на ова, нели, ги добиваме овие икони и тука за прв пат станува доаѓа ерата на визуелноста на еден софтвер, на една апликација, нели, за телефон, веб страница, која што ќе отвориме, ќе користиме. Едноставно е доста битен фактор во ерата на UX UI. Мислам дека доволно е во однос на самата таа еволуција на UX UI софтвериве да го спомнеме ова. Нема да го должиме повеќе, бидејќи мислам дека ова е најинтересниот дел кога станува нели самата таа историја и еволуција во однос на нашава професија и во однос на алатките кои што ги користиме. Така да сега ќе преминеме на поглавното нешто, а тоа е како да ја одбереме најдобрата алатка. Кога станува збор за најдобра алатка, секој од нас
имаме различни мислења, меѓутоа како нели сме дошле до една алатка да одбереме која што ќе ни биде главна и ќе ја користиме за работа во иднина, сме дошле со помош на овие 5 чекори, односно 5 одлики кои што треба да ги запазиме кај секоја од алатките. Овие ни се пресудни и треба да ги земеме во предвид, нели, за да се одлучиме за одредена алатка. Првиот чекор е анализирање. Под ова се мисли да направиме едно општо анализирање од типот дали ќе ги прочитаме нели оние ревјус или ревизии кои што ги даваат корисниците на тој софтвер, или ќе го симнеме софтверот, ќе го тестираме самите ние, ќе го анализираме, ќе пробаме да го користиме нели еден час или неколку дена. Битното ни е да разбереме дали тој е стабилен или е во рана фаза на развивање, како се задоволни нели останатите луѓе кои што го користат и такви некои побитни работи. Тоа е во однос на анализирањето. Исто така денеска живееме нели во ера каде што интернетот и тимската работа, буквално нели преку интернет, не е многу битна, па поради тоа треба да провериме дали алаткава, која што нели се двумиме сега дали да ја купиме или дали да ја симнеме да работиме на неа UX UI дизајн, дали ни нуди можност за соработка со други луѓе, односно дали ни нуди можност за тимска работа. Што значи тоа? Кога работиме на еден проект, без разлика дали физички може да се сретнеме со нашите колеги или не, многу е добро кога нели еден софтвер има можност да влеземе сите на еден ист проект и сите заедно да работиме нели на еден ист файл, односно колаборација. Така да ова е стварно доста битен фичур на денешниве алатки. Следниот чекор е компатибилност со други алатки или софтвери. Овдека се мисли на она, например, кога разговараме за Adobe XD, нели Adobe XD е направен од Adobe Systems. Како и секоја нивна друга алатка, односно софтвер, например Photoshop или Illustrator, ни нуди нели да може да работиме на фајлови, например од некои други слични софтвери кои што се нели слични уствари на таа алатка која што ние сакаме да работиме. Накратко кажано, во Adobe XD може да ставиме файл од Photoshop или файл од Illustrator. Во Figma може да користиме файл од Sketch. InVision исто така. Тоа ни е исто една, можеби не толку битна одлика нели на еден софтвер, меѓутоа зависно нели од проектот на кој работиме, може да ни биде и доста битно нешто. Така да дефинитивно, доколку има таква опција софтверот да биде компатибилен со некои други софтвери, нели зошто да не биде еден плюс кога би се одлучиле за да го користиме истиот. Следниот чекор е цената. Нема потреба нели да се лажеме или пак да речеме дека секогаш е најдобро она што е бесплатно, нели бесплатно е и сега ајде дај ми го ќе го користам тоа. Не секогаш е така, меѓутоа не секогаш е и она обратното. Ако нештото се купува, тогаш нели е премиум, па тоа сигурно подобро ќе работи од некој софтвер што е бесплатен. Ова е прост пример со Sketch и Figma. Sketch е софтвер кој што е феноменален, број еден во својата индустрија, без никаков збор. Меѓутоа Figma ни нуди бесплатна верзија, индивидуална, која што е премногу добра и малтене ни нуди се што ни нуди и Sketch, кој што нели се плаќа. Затоа треба да се направи една целокупна анализа и тогаш да се одлучиме нели за кој софтвер ви го користиле. И последниот чекор е комплексност на проектот. Што сакам со ова да кажам, тоа е следново. Која алатка ќе одбереме нели да работиме, некогаш може да зависи од самата комплексност на проектот, односно барањата на клиентот, нели за кого ќе го работиме проектот.
Например, јас лично користам Figma. Меѓутоа има ситуации каде што има барања клиентот дека сака да се направи некој high fidelity прототип, односно баш најдобар висококвалитетен прототип. За такво нешто да направам, дефинитивно ќе го одберам InVision Studio, затоа што број 1 е за прототипи. Нели? Има ситуација кај што работам во Figma, меѓутоа по барање на клиентот, он сака да биде изработен тој проект нели во Adobe XD. Може нели слободно да пробаме ние да го разубедиме, доколку не му менува некоја голема работа, да го направиме нели во софтверот кој што сме навикнале да го работиме. Меѓутоа доколку он сака и нема простор нели за договор за да се изработи на нешто друго, тоа ќе го изработиме во Adobe XD без никаков проблем. Зошто? Затоа што ние како дизајнери мора да знаеме брзо да се снаоѓаме во работите и брзо да се адаптираме. Тоа значи дека за да се научи еден софтвер или алатка која што е наменета за UX UI дизајн, не би требало да одземе повеќе од 3, па да речеме до 7 дена максимум. Значи една недела максимум е потребна за да се научи една алатка. Затоа на академијата, јас го водам инаку предам делот за алатки и продукција, ние ги изучуваме Adobe XD и Figma и секако InVision. Определени се по 3 до 4 часа за секој од алатките, меѓутоа освен што ќе ги научиме тие, нели учиме и една многу добра вештина, таа е брзо да се вклопуваме во најразлични ситуации кои што нели утре ден не очекуваат како едни вистински UX UI професионалци. Мислам дека може да преминеме на топ 5 UX UI алатки. Би рекол дека за првите 3 Sketch, Adobe XD и Figma немав никакво двумење нели кои да ги ставам, со тоа што дефинитивно InVision мислам дека го заслужува тука местото, а во однос на последнава или петтата алатка, Framer или Framer X, верувам дека ќе има некој од вас кој што нели би можеле да отвориме дискусија, односно тоа дали го заслужува ова место тука. Меѓутоа според мене верувам дека е особено со последниве апдети кои што се случија во Framer, иако е во рана фаза, станува збор за доста квалитетен софтвер. До сега зборувавме за тоа нели како да одбереме нели идеалниот софтвер кој што ќе го користиме за работа, а сега тоа ќе го видиме во пракса, односно јас го направив секој текст тука што го пишува за софтверите е направен според нели она што го разговаравме, односно ги превземав сите тие 5 чекори. Sketch е дефинитивно број 1 апликација, според сите статистики гледано, последниве не знам неколку години. Има една мана, тоа е дефинитивно што во моментов е достапен само за macOS, односно OS X и нема верзија наменета за Windows. Така да ние Windows корисниците може само да се сликаме со Sketch, не може да го користиме. Бесплатен не е, меѓутоа не е ни нели нешто што не може да се дозволи. $99 е индивидуалната лиценца, која што е lifetime, значи не е годишно, не е месечно, туку и еднаш за секогаш, а $9 изнесува месечно за тимска работа. Sketch, интерфејсот на Sketch изгледа вака, доста е сличен на Photoshop во однос на можностите и функциите кои што ги нуди, особено кога станува збор едитирање на слики. Исто така има феноменален интерфејс врз кој се базирани сите сега наредни софтвери кои што ќе ги гледаме, значи и Adobe XD, и Figma, и Framer и така натаму. Поради тоа и го заслужува местото нели како најдобра UX UI алатка.
Adobe XD е искрено мојата дефиниција за Adobe XD е како детето од Sketch и Figma. Затоа што станува збор за не толку млада апликација, не толку млад софтвер, меѓутоа не и толку искусен. Adobe нормално во светот на дизајнот е број 1 и сега како што расте индустријата на UX UI дизајнот, така и Adobe го согледува тоа и се решава да направи еден софтвер кој што ќе го намени за нас UX UI дизајнерите. Станува збор за софтвер кој што е достапен и на macOS и на Windows и Linux. Бесплатна е индивидуалната лиценца и се плаќа $10 месечно тимската лиценца. Има добри и лоши страни како и секој софтвер, со тоа што добрите работи се тоа што е прво Adobe, значи ни дава едно чувство на квалитет и сигурност. Исто така сличен е со сите други Adobe софтвери или алатки кои што се наменети за дизајн, например Photoshop и Illustrator особено, можеби не по изгледот, меѓутоа затоа има некои работи како некои функционалности, шорткати и така натаму. Од маните, јас обично на предавањата, верувам дека има тука некои од моите студенти на кои што имам предавано баш за алатките, има студенти кои што буквално се заљубија во Adobe XD, меѓутоа на првиот час јас го кажав тоа и секогаш го кажувам тоа, додека не пристигне новиот апдейт на Adobe XD и каде што ќе добиеме на стабилна верзија, тоа што го велам е да си спремат по еден аналгин до нив, затоа што може глава да те здоболи малце од XD, затоа што често знае да се исклучи буквално наеднаш, да закочи, или нешто што сакаме да направиме, одредена функција да искористиме, да не искочи онака како што сме замислиле. Наредната алатка е Figma. Figma е голем фаворит и за 2020 година си ја зеде наградата за најкористена алатка во светот на UX UI дизајн. Достапна е за macOS, Windows и Linux, има бесплатна индивидуална лиценца и $12 е месечно професионалната лиценца, со тоа што таа професионалната лиценца може да се добие бесплатно, мислам дека во време трајање на 1 или 2 години, доколку сте студенти на некоја дизајн академија. Тоа значи доколку дојдете на нашата UX UI академија, ќе може да си ја земете таа лиценца на професионалната Figma и ќе ви ги понуди сите опции буквално што може да ги користите на овој софтвер. Figma поглавно е векторски заснована, како и секој друг UX UI софтвер. Има можност за работа со фајлови од Sketch и исто така достапна е за работа на вашиот интернет пребарувач, односно не мора да имаме инсталирано на десктоп како десктоп верзија, или доколку се пуштиме на некој оперативен систем кој што не го поддржува таа, ќе можеме да ја користиме истата алатка на нашиот интернет пребарувач. Изгледа отприлика вака, со тоа што нуди освен дизајн, да може да правиме UX UI дизајн, има доста опции и во прототип делот, со тоа што ни нуди да изработуваме и доста добри прототипи. Повторно ке речам, за мене е фаворит, затоа што е доста стабилна и доста е слична во Sketch. Не по изгледот и по интерфејсот, меѓутоа по самите функционалности кои што ги нуди и по самата стабилност на софтверот. Следна е InVision Studio. InVision Studio
е алатка која што е број 1, меѓутоа во светот на прототипите. Тимот кој што ја прави оваа апликација, оваа алатка, е буквално премногу фокусиран кон тоа да направат еден софтвер што ќе биде феноменален кога станува збор прототипи, меѓутоа сепак ни нуди опција и за да правиме UX UI дизајн, односно да правиме дизајн на мобилна апликација. Сега, зошто го потенцирам тоа дека е во главно наменета за прототип, а не толку за UX UI дизајн, иако тоа го пишува на нивната официјална страна дека е UX UI алатка, не би се сложил со тоа од чиста причина што прво има премногу тежок интерфејс, кој што буквално е премногу тешко да се снајде за да ти направиш било каков дизајн. Најмногу поради таа причина, друго има големи недостатоци во однос на функциите кои што ни се потребни за да изработиме еден квалитетен дизајн. Меѓутоа, затоа најголемата предност е кога станува збор interactions, односно интеракциите или прототипот. Тука има буквално милион типови на веќе готови прототипи и буквално е базирано нешто слично на Adobe After Effects, така што може буквално сами да ја разбудиме креативноста и да направиме преубави прототипи. Дефинитивно InVision е најдобра во својата област кога станува збор high fidelity прототипи. Бесплатна индивидуална лиценца се нуди, а професионалната лиценца изнесува $25 месечно. Значи е доста поскапо од Adobe XD и Figma. Меѓутоа, за работа со прототипи нема конкуренција. И Framer или Framer X представува уште една UX UI алатка, која што е најмлада од сите овие други кои што ги споменавме до сега. Достапна е за сите оперативни системи и нуди бесплатна индивидуална лиценца, а професионалната се наплаќа $20 месечно. Има буквално идеален интерфејс со сличности на, нешто како да измешано помеѓу Adobe XD и Sketch и да се добило идеалното. Нуди повторно можности за прототип, многу добра работа е што имаат огромен комјунити, верен комјунити, и поради тоа има голем број на плагини, односно екстензии. Сега лошата страна е што не е се уште во една доволно стабилна верзија, односно се уште е во развој. Така да поради таа причина можеби и со некој не би се сложиле во однос на местото каде што е ставена сега, во топ 5 алатки, меѓутоа со последниот апдейт кој што беше во 2020 негде пред крајот на годината, буквално да кажам на нашки изгазија. Така да дефинитивно според мене и повеќе од она што треба го заслужува ова место. Јас, како што кажав, преферирам Figma да користам најмногу. Баш би сакал да слушнам ваше мислење во однос на тоа која алатка според вас е најдобра, зошто, и би можеле да отвориме една дискусија. Пред тоа да ви кажам дека наредната академија за UX UI дизајн ни започнува во март. Има уште неколку слободни места, така да доколку сте заинтересирани, можете да се пријавите кај нашиот продакт менеджер Ања. Исто така ќе добиете линк во чет каде што ќе може да го проверите и сајтот наменет за академијата, ќе може да ја разгледате подетално целата програма, како и да дознаете збор повеќе околу нас инструкторите кои што ќе ви предаваме. Можам да ви кажам една работа и да ве уверам, а тоа е дека оваа академија на Brainster произлегуваат стварно доста квалитетни идни генерации на UX UI дизајнери и искрено
ќе видите една голема професионалност на самите предавања, како и дружба, работилници и се тоа останато. Во однос на алатките, која што ни е и темата нели денес, повторно ќе кажам, јас го предавам тој модул. Повеќе околу алатките може да разговараме таму и нели ќе научиме многу повеќе околу истите, така да сега можете слободно да повелете, поставувајте прашања доколку имате нешто, би сакал да отвориме една дискусија и пак ќе речам, баш ме интересира кои UX UI алатки ги преферирате вие да ги користите и зошто. Да, чисто и некои професионалци што се тука на вебинарот, што се занимаваат полого време со нели оваа бранша, може да ни запишат и кои според нив сметаат дека треба биде редоследот на овие алатки. Повелете со тоа и исто сите прашања што ги имате во врска со презентацијата до Мартин. Добро, еве, прашање од Мазнев. Дали пред да отпочне академијата би требало да имаме основни познавања на секоја од овие алатки? Претпоставам дека тука мисли дали за да се почне нели со самата академија треба прво да се има предзнање, така да Мартин? Вака, буквално не. Краток одговор би бил не, нема потреба, од чиста причина што академијата е нели приспособена за луѓе кои што буквално нема потреба да имаат никакво предзнање во областа на UX UI дизајнот. Буквално самото значење на UX UI не мора да го знаеш за да нели дојдеш на академијата. Верувам дека уште и поубаво би се снашол кога нели тогаш на самите предавања би ги дознал работиве, односно како функционираат овие софтвери. Така да повторно ќе кажам, одговорот е не, нема потреба од некое предзнање за софтвериве, нели, пред да се почне со академијата. Да, се согласувам, тука доста и подобар аспект е кога ќе дојдете на академија, имате онака clean slate, немате пред тоа учено за, нели, самото искуство на инструкторите многу побрзо ќе навлезете во целата приказна. Добро. Еве, Мазнев ни пиша запишан сум, само чекам да започнеме. Океј, супер. Се гледаме. Дарио ни пишува каква е побарувачката за UX дизајнери во Македонија? Каква е побарувачката за UX дизајнери во Македонија? Доста интересно прашање и доста дискутабилно. UX UI индустријата е во преголем раст, значи буквално. Во Македонија постојат доста компании каде што нели се занимаваат стрикно со UX UI и со тоа има и доволно отворени работни места, односно работни позиции. Сега побарувачката, можам да ти кажам дека со сигурност има доволно отворени работни позиции и дека е во голем пораст. Колку точно, нели во однос на бројки и цифри, тоа не можам да ти кажам, бидејќи не знам, меѓутоа еве и самата наша академија на крајот, нели, на нашите студенти им нудиме потенцијално вработување во некоја од компаниите, така да дефинитивно има голема побарувачка и е во голем пораст. Да, па имавме сега Никола Матовски се вработи од Академијата за UX дизајн, така да секако има нели пораст. Исто и продукт менаџерот на самата академија Ања е задолжена за learning и hiring партнери, така да имате тука некој плюс, пошто она се грижи за тоа и нели ја води самата академија. Добро, се надеваме дека ти го одговори прашањето.
Ана Марија ни кажува прашање до Мартин колку долго се занимава со оваа професија и каде се едуцираше за оваа насока. Која беше А, првата алатка за UX која ја има користено и добре, може прво овие две, па ќе ти го прочитам и третото прашање. Океј, вака, во оваа професија, односно во светот на дигиталниот дизајн, еве, да го ставам фокусот на UX, UI дизајнот, имам искуство од некои 6 години и повеќе, така нешто, не знам точно. Каде си имам едуцирано е доста добро прашање, бидејќи јас кога почнав да учам, нажалост во Македонија не бев запознаен дека постои нешто како Brainster, да бев запознаен, ќе дојдев и фино лепо нели ќе си ја завршев академијата. Меѓутоа тоа е што е, така да најмногу нели од YouTube, некои други сајтови, туторијалчиња и така натаму, со помош на тоа почнав така едноставно да разбирам што се случува во светот на UX UI. Потоа имам буквално слушано и некои од моментално моите колеги, нели кои што предаваат на оваа академија, така да дефинитивно од таму го имам земено тоа искуство и таа пракса. Прва алатка која што сум почнал да работам за UX UI дизајн е дефинитивно Photoshop. Зошто? Затоа што и ден денес има буквално некои тоа страшни професионалци кои што користат Photoshop за веб дизајн, односно за дизајн на веб страници. Така почнав и јас, меѓутоа со текот на времето едноставно, нели, пак ќе речам, дојде време кај што UX UI индустријата почна да расте многу и конечно и ние, јадните UX UI дизајнерчиња, си добивме апликации кои што се специјално наменети за нашата работа. И тука веќе им покажавме заби на графичките дизајнери, затоа што они претходно ни вика, нели, ни ги користите Photoshop и Illustrator цело време. Па еве си имаме и ние сега и тоа на голем број софтвери кои што се специјални за нас. Да, инаку малце како перспектива 6 години кога ќе кажеш изгледа малку као, а во споредба со колку е млада индустријата е доста солиден период да си, нели, навлезен. Апсолутно. Океј, трето прашање од Ана Марија е дали часовите се онлайн или со физичко присуство? Часовите сега се онлайн, нели, поради целава ситуација со ковидов што искочи. Меѓутоа, секако мислам дека ќе ми кажеш ти подобро, нели? Мислам дека нели и со физичко присуство течат предавањава, само што еве, тоа е тоа што можам да кажам. Моментално иде се преку Zoom, односно онлайн, така да супер е се. Не знам што онлайн интересен инсайт од сите скоро академија дека на почетокот, нели, кога се префрливме онлайн на Zoom, сите беа како малку дали ќе биде тоа, дали, нели, се запишав за со физичко присуство, сакам со физичко присуство, за после неколку месеци да почнат да им праќаат пораки на продукт менаџерите и да бидат како ова е супер, како не морам да патувам, имам снимки од секој час, ме разбираш, ги гледам снимки по 2 пати. И види, факт е минус тука дека е сосема добар плюс, што имаме многу бенефити што е онлайн. Факт е дека, нели, сите имаме и други работни обврски или било какви обврски, поради тоа, нели, не секогаш може да бидеш физички присутен на одредено предавање, а вака, како што течат сега онлайн, мислам дека буквално и тој дел кај што буквално се одредуваат термини, така што, нели, на секој студент би му одговарале. Така да дефинитивно е многу пофлексибилно кога станува збор, нели, за онлайн предавања преку Zoom. Гледајќи од страна на студентите, буквално се презадоволни што, нели, баш оди онлайн, а гледајќи од мојата страна како инструктор, можам да го кажам истото. Значи, супер си течат предавањава, супер е што е онлайн. Да, и сепак, нели, исто и локацијскиот фактор, независно сега дали сте во Скопје, имаме многу студенти кои што се запишав онлайн,
не можев пред тоа се запишам бидејќи сум од Охрид, сум од Струмица, сум од независно кој град и не можам да патувам. Сега сте онлайн, можам вака ми е подобро да следам. Плюс си има интеракција нели на самите часови и на Zoom. Ги имаат снимките така што им е супер и испадна доста и што ние се изненадивме да имаат одличен фидбек онлайн наставата. Добро. Кои програми точно се учат и колку трае академијата? Академијата вкупно трае 8 месеци, со тоа што деталната програма може да ја провериш на сајтов UXbrainster.co. Модулот за алатки трае 8 часа, 1 час е во време траење од 2 сати, со тоа што плюс 2 работилници се предвидени за овој модул. Во главно 3 до 4 часа се предвидени за еден софтвер, со тоа што во главно фокусот ни е ставен на Figma и Adobe XD, додека InVision Studio ние нели една споредна алатка. Зошто е споредна? Затоа што ви кажав, не е главната намена за UX UI дизајн, туку за баш на висококвалитетни прототипи. Ја спомнуваме, ќе знаете доволно за да направите еден висококвалитетен прототип во InVision, меѓутоа нели нема да одиме на едно многу понапредно ниво, како што би била ситуацијата нели кај Figma и Adobe XD. Накратко, 8 дена, 8 часа, плюс 2 работилници се изучува Figma, Adobe XD и InVision Studio, а целата академија трае 8 месеци. Така што на секој нели модул, на секоја алатка се оди, нека од тука се оди буквално степ бај степ, буквално ве држи за рака Мартин или кој да ви предава и се останува колку и да има прашања, независно часот дали трае 2 сата, долку треба да се одржи плюс сесија или да се одговорат прашања, секако се оди плюс. Точно така. Алмир не прашува колку е плата како junior UX/UX дизајнер. Мартин може да даде многу добар инсайт на ова. Стварно интересно прашање. Junior UX UI дизајнер. Ако ќе зборувам на глобално ниво, бидејќи во Македонија, искрено не знам да ти кажам нешто поспецифично, бидејќи јас лично сум настроен повеќе према светскиот, односно странскиот пазар, да речам, цената за пример сатницата за еден UX UI дизајнер кој што е нели нов во својата област се движи негде од $15 на час па се до 30. Значи нели сатница. Фиксна плата па еве ти израчунај ако имаш по 8 сата нели работни во денот, колку му се фаќаат. Слаба математика, затоа сум дизајнер, не за друго. Така да повторно еве ќе се повторам, од $15 до некои $30 од час како за junior UX UI дизајнер. Океј, супер. Се надевам дека ти го одговоривме прашањето, Алмир. Следна е Ивана, колку месеци трае академијата? Колку часови неделно се одржуваат и во кои термини? Добро, ова го спомнавме, може само да кажеш неделно каков ни е распоредот и кои се отприлика термините нели за самите часови. Така, значи пак без разлика, значи академијата трае 8 месеци вкупно. Предавањата се со интензитет од 3 пати неделно, со тоа што термините сега нели од колку часот до колку часот обично се прават неколку групи, 2 групи на пример, и сега да речеме на тебе ако ти одговара периодот после 18 часот, тогаш ти би влегла нели во групата која што има предавања од 18 часот, така да нели целта е за да ти одговара и на тебе да можеш да бидеш присутна на секој од предавањата. Тоа е тоа што можам да ти кажам, буквално флексибилно е групите кои ги правиме,
ги правиме нели флексибилно, се со цел да ви одговара на вас како студенти, нели да бидете што е можно поприсутни на часевите. Да, и исто како инсайд групите се студентите се мечнуваат, значи да бидат добар фит, не е секој кој да дое да го ставиме во една група, туку ги правиме некоја селекција, нели правиме најдобар сооднос на самите кандидати. Добро. Девид не прашува од колкава значајност е познавање на фронт-енд кодинг за кариера како UX дизајнер. Ако разговараме за нели познавање на фронт-енд девелопинг или да речеме веќе си фронт-енд девелопер, меѓутоа сакаш нели да започнеш кариера во UX UI дизајнот, нема да ти помогне нешто премногу, освен фактот дека нели до сега си добивал веќе готов дизајн и нели си го правил фронт-енд делот на истиот. Така да веќе си запознаен нели со зборчињата UX и UI, што значат тие два збора, два термини. Сега, нема нели да ти биде од голема помош повторно кај речам во однос на материјалот кој што би го учел во текот на академијата, меѓутоа ќе ти биде голем плюс откако би ја завршил, затоа што би можел да земеш нели две функции, односно да бидеш UX UI дизајнер плюс фронт-енд девелопер, така да ќе можеш да ги работиш двете работи и тоа иде премногу синхронизирано. Јас го работам тоа, така да затоа и ти кажувам дека нели кога би ги работел тие две работи во исто време, пример на еден проект да работиш и UX UI дизајн и фронт-енд делот, тоа е буквално премногу синхронизирано и предобро се чувствуваш и ти самиот кога го работиш тоа. Океј, ево еден коментар од Софија од група 1. Хеј, Мартин, супер ти беше презентацијата. Во врска со алатките што ги спомна, бидејќи ние ги работевме Figma, Adobe XD и малку InVision, мислам дека Figma е нај-user friendly, дека е прилично интуитивен програм за работа. Треба да се проба и Framer. Поздрав од група 1. Добро, Софија, ти благодариме. Поздрав назад до група 1, дефинитивно многу добри дечки сте. Би се сложил нели сега во однос на Figma, со тоа што пак ке речам XD исто си има едно посебно катче, меѓутоа Figma е мој фаворит, не го кријам тоа, ќе го кажам уште 10 пати ако е потребно, така да го чувствувам истото што нели го кажа и ти, Софија, сега. Немам што друго нели да ти кажам во однос на тоа, освен дека се сложувам со зборовите кажани за Figma. Ако некој има нешто што мисли спротивно или некој што е повеќе од страната на XD, слободно нека се јави, баш не занима нели ако ќе го одбрани XD-то. Океј, супер. Добро. Симона прашува која е разликата помеѓу UX дизајнер, UX инженер, UX архитект и UX аналист. Значи, овој тип на прашање, буквално сега што ќе ти речам е не гуглај и не читај секакви блогови. Затоа што UX UI индустријава толку многу напредна, што буквално се вадат по 200 онакви функции на пример UX дизајнер. UX дизајнер е UX дизајнер, крај на муабетот. Овие другиве функции, UX аналист, UX, не знам како рече што друго имаше, се само како едни подфункции на она што го работи UX дизајнерот. Во главно што сакам да кажам, како UX дизајнер, ти ќе знаеш да направиш и анализите кои што ќе ги прави UX аналистот. Значи тоа е само еден од модулите кои што ти ќе ги научиш. Пример, еве конкретно во нашава академија како UX дизајнер. Меѓутоа нема разлика во функцијата, освен гледајќи го делот кај што ти како UX дизајнер ќе ги знаеш сите функции на овие што ги наброја пред малку. Значи,
тоа се онакви само едноставно делчиња кои што можат само една дигресија да направат и ништо повеќе. UX дизајнер ги врши сите тие функции кои што ги кажа пред малку. Тоа би бил еден онаков конкретен одговор. Добро, Симона, се надеваме дека ти го одговори Мартин прашањето. Оливера Аневска не прашува дали ќе има и друг термин за ова академија, ова година или ќе биде само март. Оливера, може да те поврзам со Ања, ќе оставам нејзино мејлче, така да може да закажете чисто еден повик да видиш кога највеќе ти одговари, дали си за сега, дали можеби треба да те стави во некоја друга група. Еве ќе ги напишам сега мејловите од Да, напиши ги дефинитивно. Мартин. Еве ги мејловите, може да ја пишеш на Ања дека си била на вебинарот и нели од таму да си ја продолжиш комуникацијата. Само момент, Благица не прашува дали е подобро да се запише прво на академија па на факултет или обратно. Академија па факултет. Факултет каде? Сега ќе ти дадам одговор, меѓутоа напиши ми во чет каде, на факултет каде. Во Македонија UX UI дизајн, факултет за таква нешто нема, нели дизајн можеш да одиш, меѓутоа дизајнот е премногу широка област. А сега конкретно академија па факултет или факултет па академија, јас би ти рекол или едното или другото. Со тоа што би идел на академија. Искрено, причината е поради тоа што прво временски нема да одиш неколку години, нели? И да бидеш преотоварена со најразлични информации, од кои што, да речам, некои 30% од материјалот што би го научила, нели, едноставно нема да ти биде потребен, меѓутоа е колку за да се снабди тој фонд на часови, за разлика од академијата која што трае помалку, значи да сумираме, нели, за една година ќе ја завршиш, односно 8 месеци, меѓутоа ќе го добиеш истото знаење кое што би го добила и доколку одиш, не знам, 4 години на некој од факултетиве. Така да немаш потреба, ако доволно, нели, се ангажираш и вложиш во академијата, немаш потреба потоа од факултет, нели, секако доколку имаш желба и за факултет, нормално тоа си е твоја одлука. А правило помеѓу тоа дали да одиш на факултет прво па после на академија или на академија па на факултет не постои. Оди онака како што ти мислиш, а мој совет би бил академија. Да, окей, година меѓутоа самото искуство на инструкторите, реалните проекти, нели, доста и од студентите ги праќаме и на пракса во фирми, така да тоа си го прави своето на крај. Добро, Никола ни пишува кој ќе се запише или е запишан на академија која ќе слушате часови со Мартин, ќе имате најголеми судири во мислењата со останатите колеги. Буквално нема крај. Поздрав Мартин, go Figma or go home. Окей, Никола, поздрав. Поздрав назад, дефинитивно. Немам коментар, толку. Го затвори чат, Никола. Добро. Еве еден Дарко ни пишува XD, подобри шорткатс, подобар интерфејс и многу поголема база на туторијали кои помагаат на почетници. Да кажеш, Мартин? Извини, ако можеш еднаш кажа? XD, подобри шорткат, подобар интерфејс и многу поголема база на туторијали за почетници. Од Дарко. Подобри шорткати дефинитивно се сложувам тука. Ако нели претходно си користел некои Adobe програми. Сега, ако немаш користено ништо претходно од Adobe, нели seедно ќе ти биде дали ќе користиш Figma, Sketch или Adobe XD. Нели пак едноставно ќе бидеш на ново. Немаш некое предзнаење. Ако имаш користено, нели факт е дека
повеќето имаме користено веќе нешто Photoshop или Illustrator или After Effects, веќе сме навикнале на тие шорткати, така да кога ќе дојдеш нели на Adobe XD, дефинитивно се сложувам со тоа. И во однос на туторијалите, да, дефинитивно, окей, тука се снајде се да се извади малце со XD-во. Ај, не го симнуваме пониско. Супер си е.